Во сабота ќе се одиграат надпреварите од последното есенско коло во втората лига, кои ќе се одиграат пред празни трибини, по одлуката на Комисијата за надпреварување на Фудбалската федерација на Македонија, а на барење на МВР. Поради неодамнешните случувања испречување на било каков вид на насилство и недолично однесување пред, за време и по одигрување на фудбалските надпревари. Публиката се враќа дури за надпреварите во пролетниот дел, односно 16-тото коло, а М-нет телевизија ќе ви возможи да проследите два телевизиски преноси од 15-тото коло на втората лига. На М-нет телевизија ќе може да следите надпреварот меѓу Беласица и Македонија Ѓорче Петров. Струмичката фудбалска гордост со млади играчи ќе се обиде да ги изненади лововите кои се лидери на табелата, но и први фаворити за првото место и експресно враќање во првата лига. Разликата во квалитетот е голема. Македонија Ѓорче Петров има играчи кои имаат големо искуство и во странство, но и како поранешни репрезентативци. Додека пак за Беласица и Бот ќе биде голем успех. Преносот Струмица на М-нет телевизија ќе започне во 13 часот. На спортскиот канал М-нет спорт ќе може да го проследите надпреварот од Прилеп, каде на стадионот Гоце Делчев ќе се соочат Победа и Детонит Плачковица. Минатата сезона Победа беше таа која прва му откина бодови на Детонит во Радовиш, а дома славеше против Радовишини. Прилепчени се во ситуација каде трите бодови им се потребни за излез од резултатската криза во одново неизвестната сезона за опстанок. Детонит Плачковица искусен тим кој според квалитетот ќе биде фаворит на овој меч за трите бодови, но и да врати за ланскиот пораз во Прилеп. Надпреварот во Прилеп стартува во 13 часот, а преносот ќе може да го следите на спортскиот канал М-нет спорт.